Почнуваме со вестите, останете со нас и проследете ги. Повторно избувна пожар во Штип, овој пат се запали куќа во населбата Балканска. Собственикот на куќата е хоспитализиран. Надлежните се сомневаат дека пожарот е подметнат. А само пред неколку дена пожарникарите гасеа пожари во населбата Железничка. Ноќеска повторно гореше во Штип, овој пат во населбата Балканска. Пожарот избувнал 2,5 часа по полноќ во семејната куќа на 42 годишен штипјанец. Огнените јазици целосно преплосале една соба. Веднаш интервенирале пожарникарите кои го локализирале пожарот. Повредени нема, но во случајот работа освен за пожарникарите имало и за лекарите, зашто собственикот на куќата се пожалил на болки во градите, пошто бил хоспитализиран во клиничката болница во Штип. По извршениот увид на неговата куќа на она што останало од пожарот, надлежните процениле дека можеби истиот е подметнат. Ова е втора интервенција за 4 дена на штипските пожарникари. Претходно интервенираа на опожарен објект во близина на железничката станица во Штип. Инаку неделава се случи и пожарот во кочанското село Долни Подлог, во кој настрада 84 годишна старица, која по 82 годишниот жител на виничкото село Јакимово, кој изгоре во запалено страниште, е втора жртва во пожар годинава. Председателот на најголемата опозициона партија Зоран Заев во посета на Штип денешната средба со текстилните работнички како и со граѓаните на градскиот пазар ја искористи за да промовира дел од предизборната кампања. Запрашан дали и тој ќе биде носител на пратеничката листа во шестката, Заев истакна дека се уште е рано за да даде прецизен одговор. Се уште е рано, ние сме во разговори и преговори со политичките партии за склучување на коалиционо развижување и разговараме со многу интелектуалци, граѓани, индивидуалци од секој дел на Македонија, од секој аспект, од секој сегмент на општественото живење. Разговараме со професори, разговараме со работници, разговараме со земјоделци, разговараме со пензионери. Социјалдемократскиот сојуз и партиите од левицата и центарот склучија коалиција со граѓаните и тие ќе бидат застапени насекаде по нашите листи. Штом ќе бидат додефинирани коалиционите сојузи, веднаш после тоа ќе преминеме на одлуките на кандидати од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Значи во редоследот на одлучување ги оставивме последни. Се уште е рано, верувам дека многу брзо ќе можеме да соопштиме кои се конечно кандидатите на листите од страна на СДСМ и Сдруженијата опозиција. А доцна попладнево во посета на Штип беше и Илија Димовски од редовите на ВМРО ДПМН. Еве што истакна тој. Граѓаните се мудри и знаат дека економската состојба, платите, стандардот зависи од општиот развој на економијата. Колку повеќе фабрики се отворат во Штип, толку ќе има поголема побарувачка за работна сила и толку побрзо ќе растат платите и на тие кои што ќе работат во тие фабрики, но и тоа ќе влијае и на целиот промет во градот, на овие кафичи, на ресторани, на таксисти, на занетчи, на пазарџи и така натака и така натака. И тоа е само здрава логика која што треба да се следи. Знам дека граѓаните се мудри и нема да веруваат на бабини деветини, на политичари кои што ветуваа и по еден вработен од семејство, кои што ветуваа инфраструктура, а ништо не направија, нити за овој град, нити за Источна Македонија. Одиме со другите актуалности. Општините за да бидат протранспарентни ќе понудат податоци на своите веб страници за она што ги интересира граѓаните. Истражувањата покажуваат дека граѓаните најмногу ги интересира буџетот и урбанистичките планови. Општините ќе бидат потранспарентни кон граѓаните, локалните власти, граѓански организации и државни институции ќе создадат мрежа на отворено локално владино партнерство за создавање на насоки за отворени податоци и тоа за оние кои граѓаните најмногу ги интересира. Тие податоци имаат своја употреба не само за да се види колку една локална самоуправа во конкретниот случај е транспарентна или отворена за јавноста, туку истите може да бидат искористени од страна на приватни фирми за ширење на бизниси, не само во Македонија, туку и пошироко. Значи, ако имаме информација, да речеме, за транспортот во општина Штип, значи дали постои градски транспорт, колку автобуси се на располагање, на кои релации се одвијат, која е сумата која што се одвојува за таа намена, врз основа на овие податоци, доколку постојат вакви податоци во другите општини, значи може да се изработи апликација
и со таа апликација секој кој што е заинтересиран за оваа структура, истите да може да ги симне. Спроведено е истражување кога е во прашање транспарентноста. Ова истражување идентификувало неколку приоритети во 11 области. Например, во делот на финансиите, граѓаните сакаат да знаат за завршната сметка и за буџетот. Во сегментот на урбанизмот, потребни им се информации за урбанистички планови и за текот на легализацијата на дивоградбите. Транспарентноста и отчетноста, таа е различна во зависност од општината. Голем број општини напредувале во ова, но има и такви кои се од помал тип, кои воопшто не напреднале во овој дел. Штип е во самиот врв, меѓу 5 водички општини, и настојува да воведува нови принципи и да ги користи новите технологии за зголемување на транспарентноста и отчетноста. Нов асфалт во Штип добива булеварот Гоце Делчев, а се асфалтира и крак од улицата Косовска. За овие активности општина Штип инвестираше околу 3 милиони денари. Општина Штип експресно реализира активности за асфалтирање на делот булеварот Гоце Делчев. Еве веќе се изведуваат градежни активности на булеварот Гоце Делчев. Во текот на денешниот ден ќе се постави нов слој на асфалтна маса на делот булеварот Гоце Делчев, со што овој дел од булеварот кај што беше најмногу оштетен ќе биде асфалтиран. Исто така асфалт се поставува и на крак од улицата Косовска. Во текот на денешниот ден исто така ќе биде асфалтиран дел од улицата Косовска, она која што оди кон антената. И како што и исто претходно најавивме, веќе се завршени улиците Перинска со кракот од дел од улицата Сутјеска и овие денови по комплетирањето на документите ќе се продолжи со реконструкција на улицата Велко Влаковик, она од булеварот Гоце Делчев кон населбата Пребек. За асфалтирање на булеварот Гоце Делчев општината потроши 1,5 милион денари, додека за Косовска асфалтот чини 1 милион и 200 илјади денари. Булеварот Гоце Делчев нов асфалт добива на околу 3000 метри квадратни, а на Косовска се асфалтираат 600 метри квадратни. Мали, но со големи хумани срца. Дечињата од детската градинка Астиво денес уште еднаш ја покажаа својата хуманост. Донираната облека во рамки на акцијата од дечињата за дечињата денес беше предадена на детското одделение во клиничката болница. Уште од најрана возраст треба да се развиваат хуманите чувства. Доколку сакаме нација која ќе споделува и ќе нуди помош кога таа е потребна, треба да се стартува уште од градинка. Овие кесиња полни со топла и чиста облека се токму дел од таква акција, во која учествуваат дечињата од детската градинка Астиво. Како што реков, веќе традиционална година, значи пета поред, ја вршиме оваа акција, ја вршиме 2 пати годишно, сега и на пролет, и се надевам дека и во наредните години ќе продолжиме да реализираме оваа акција и преку оваа акција децата се учат да бидат хуманитарни уште од мали носе. Хуманиот гест го поздравија и вработените од детското одделение, посочувајќи дека честопати родителите кои се исплашени за здравјето на своите деца на одделение доаѓаат заборавајќи со себе да ја понесат потребната гардероба. Оваа облека, играчки или други потреби кои ги имаат дечињата, наменски се користат на одделението, меѓутоа морам да споменам дека и ги даваме на децата кои доаѓаат преглед во нашите амбуланти. Често пати се случува дечињата да не се соодветно облечени, особено во овие зимски периоди, па ние на оние кои сметаме дека им се неопходни, им донираме и за да се однесат во домашни услови. Во вториот дел од хуманитарната акција од деца за деца е предвидено да се донира облека која ќе биде наменета за повозрастната популација. Актофестивалот за современи уметности во Штип со низ за интересни културни содржини за влијание врз јавната свест на граѓаните во насока за подобро утре. Поп-ап акто фестивалот за современи уметности во Штип денес со низа активности. Студентите сликаат, а исто така и театарска представа. Целта на активностите е подигнување на свеста, посебно на работниците, за како да си го подобрат својот живот и работните односи. Студентите од Ликовната академија од факултетот тука во Штип
почнуваат да сликаат еден голем панел заедно, колективно да го сликаат тој панел кој што ќе остане овде за граѓаните во Штип да може да му се восхитуваат и да може да го оценат како уметнички труд локален. Подоцна продолжуваме денеска со исто така голема програма, односно во подоцните часови, околу 19 часот Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права ќе има работилници со текстилните работнички. Значи во тој момент ќе дојдат доста текстилни работнички од цела Источна Македонија и подоцна имаме и во театарот во Штип имаме представа во режија на Софија Ристевска Будење на пролетта, каде што ги покануваме сите граѓани на Штип да може да дојдат. Акто фестивалот за современи уметности во Штип продолжува и утре со активности. Ќе се организираат сајми на книги, работилници со деца и исто така и работилници со јавни личности. Темата секако е подобрување на условите за живење. Уметниците се едни од најголемите промотори и амбасадори на својата држава. Таков е и случајот со младиот Филип. Иако е роден во Виена, неговите корени се од Штип. Овој млад уметник за Ирис телевизија вели дека со гордост кажува од каде потекнува. По потекло од Штип, а роден во Виена. 25-годишниот Филип Николски е само дел од плејадата млади луѓе, кои преку уметноста и своите уметнички дела се одлични амбасадори на Македонија. Ова 25-годишно момче кој е дипломирало ликовна уметност на престижниот Оксфордски универзитет, во најбрзо време во Њу Јорк ќе има својата прва самостојна изложба, на која ќе бидат изложени негови скулптури изработени од дрво и платно. Многу сум среќен што имав могуćноста своите дела да ги представам пред американската публика, поготово туку у Њу Јорк. Сметам дека на некој начин ова не е само за мене афирмација како уметник, но и на некој начин и на Македонија. И се надевам дека преку она јас што го творам, ја представам достојно во светот. Во својот понатамошен видеоразговор кој редакцијата на Ирис го направи со овој млад уметник, Николски потенцира дека со гордост кажува за своите корени, за земјата од каде што потекнува, но и ќе биде горд ако неговите скулптури некогаш се изложат и во градот од каде што потекнува неговата мајка. Штипското јавно предпријатие ИСАР го ревитализира просторот на местото Стар Пазар во градот. Најави изградба на 15 дрвени кукички во кои трговците наместо на импровизирани тезги ќе продаваат во нив. До година се планира да се покрие и Стариот пазар. Штипски ИСАР се сети и на трговците на Стариот градски пазар, а рече да им го олесни животот, но и начинот да заработат продавајќи на тезгите поставени на тротоарот покрај коритото на река Утиња, со тоа што ќе им изгради дрвени кукички, каде ќе може да работат и заработат подостојно. ИСАР планира до нова година да постави 15 кукички за продажба. Заинтересираните трговци може да конкурираат за место каде ќе ја постават својата тезга. Сите заинтересирани овде вработени на градскиот пазар кои што продаваат текстил, те можат да конкурираат и да добијат кукичка која што јавното предпријатие ИСАР ќе ги направи до нова година. Ние веќе го набуваме материјалот, у меѓувреме изработуваме техничката документација. Тие ќе бидат многу скоро направени и ќе бидат во интерес и на граѓаните, каде што ќе имате на прекрасна гледка, убав избор за купување на материјали, а ќе бидат и во интерес и на самите продавачи кои што ќе продаваат овде на пазар. Ова секако најдена позитивна реакција кај овдешните пазарџи, кои лете и зиме на сонце и студ продаваат на импровизираните тезги. Условите многу тешко, те гледаш, те собираме ветер, ќе биде ни дојде не фаќа ни ветер, ништо. Веќе за следната година овој простор целосно ќе се ревитализира. Од ИСАР најавуваат дека Стариот градски пазар ќе го покријат. Значи покрај кукичките овде Стариот пазар ќе биде покриен, исто така и овие тезги ќе бидат малку реновирани и ќе бидат достапни за сите граѓани на град Штип. Поголем дел од трговците кои сега продаваат на Стариот градски пазар беа дислоцирани од холот на трговскиот центар во Штип. Од јавното предпријатие ИСАР и ова известување во кое се вели се известуваат граѓаните од населбата Пребег дека на 25 октомври, вторник, ќе се работи на поврзување на новата водоводна линија. Поради тоа, населбата ќе биде без вода во периодот од 7 до 17 часот, односно се до завршување на работите. Значи, во вторник, 25 октомври.
На градскиот пазар во Штип и овој петок граѓаните најмногу ги купуваа производите потребни за подготовка на зимница, а пазарџиите и овој пат не ги променија цените. Облачниот есенски ден не беше причина штипјани да не излезат на градскиот пазар и да пазаруваат вообичаено за цела седмица. Пазарџиите задоволни од прометот. Мојата роба се троши, органска е тука од станица Штипско, селски кромичо викаме погачар. Цена на кромидо е 20 денара, на кило на врекичка 18 денара. Лука имаме 160, 180 и 200 денара. Имаме анасон и мастикос грчки за мастика. И феферони почнаме да продаваме 15 денара, ово 50 денара кило и пол. Карфило е 50 денари, јаболката е 30 денари, пиперот е 40, лутио е 50. Зелката е 40 парче, подличено зелени е 30 денари, краставицата е 40 денари и 50 има по-добра квалитет. Домато е 46 имаме, крушата е 60 денари, мандарината е 50 денари, лимоно 70 денари, извини, и бананата е 55 денари. И овој петок најмногу се трошија актуелните производи за овој период од годината, производи потребни за подготовка на зимница. Откриени сторителите на тешката кражба од џамијата во Делчево пријавена пред 2 месеца во полицијата. Осомничени за грабежот се четворица делчевци на возраст од 16, 17, 23 и 28 години. Полицијата денеска им поднесе кривична пријава за тешка кражба. Според надлежните, пријавените на 6 август годинава со намера да се стекнат со противправна имотна корист, со помош на клуч ја отвориле врезната врата на џамијата во Делчево, влегле внатре, одзеле 2 камери и 1 микрофон, пошто со употреба на физичка сила ја отвориле вратата на канцеларијата и по извршеното пребарување од фиоките на бирото одзеле 930 евра и 6000 денари и ресиверот од камерите на џамијата. На фудбалската карта на градот Штип се исцрта нов фудбалски клуб. И официјално со одигрување на надпреворот Астиво Богоројица од Демир Капија започна фудбалските возбудувања во рамките на втората футсал лига на Македонија. Во оваа сезона за прв пат на фудбалската карта на Македонија се исцрта името на новиот клуб Астиво Штип. Денес е официјално и почетокот на правото коло од втората футсал лига. Како ново формиран клуб очекуваме да влеземе брзо во првата лига, бидејќи доста од играчите се од минатата година кои што имаат веќе доста утакмици и искуство од прва лига. Се надевам дека тој квалитет ќе надрасне, ќе го покажеме во втората лига и дека брзо ќе се вратиме во елитата. Сигурно гледаците ги интересира играчкиот кадар, дали има нешто од она добра стара гарда на мали фудбалисти во Штип. Секако тука е како капитен легендата на малиот фудбал во Штип Владко Ѓошев, Маријан Зашков, Антонио и Александар Миладинови, браќата, близнаците. Овде Дарко Алексовски или познат како Пеле, Велковски Бобан, Пипе, Дарко Коцев од Радовиш и останати помлади играчи, помладок кои што се надевам дека оваа сезона, играјќи со овие постарите искусните, ќе го стекнат потребното знаење и до година првата лига ќе ја дочекаме по искуство. Надпреварот Астиво Богоројица заврши со резултат 13:3 победа на штипјани, со што и официјално истакнаа кандидатурата за висок пласман. Инаку во втората футсал лига на Македонија годинава ќе се надпреваруваат 11 екипи, меѓу кои се и двете штипски екипи Мал Ајакс и Астиво. Интересот ќе биде во третото првенствено коло, кога на програмата ќе биде штипското дерби помеѓу овие две екипи. Тендерот за продажба на фудбалскиот клуб Регалница пропадна и во вториот случај комисијата констатираше дека нема ниту една понуда и неизвестноста околу судбината на клубот продолжува. До 11 часот не е пристигната ниту една понуда. Нити по пошта, нити па лично да е донесено во архивот. Со тоа нема ни една понуда, со тоа мислам дека комисијата не може да одлучува
постапката натаму ќе видиме како ќе продолжи. Најверојатно ќе се повтори, меѓутоа сега да можам да кажам. Овој момент тоа е тоа. Овој момент нема поднесени понуди, поради што нема што да одлучува комисијата кога веќе нема понуди. Денес се одигра ревијален меморијален надпревар во мал фудбал во чест и спомен на трагично починатите припадници на македонските безбедносни сили Борче Димитров и Маријан Наумов. Со изведување на почетниот удар од страна на Дарио Димитров започна ревијалниот меморијален надпревар помеѓу екипите на СВР Штип и СЗ Тигар. Нивни припадници беа Маријан Наумов и Борче Димитров, кои иако беа врвни борачи, милуваа секогаш да настапуваат и на надпреварите во мал фудбал. Како и секоја година, од чест на прерано починатите наши другари, колеги, пријатели, Борче Димитров и Маријан Наумов, денеска ќе направиме еден ревијален надпревар. Знаете, порано направивме турнир, меѓутоа полека некако и со средства, и со време, и со организација станува се потешко, ама не ги забораваме нашите пријатели, ќе го направиме овој ревијален надпревар во нивна чест, да се спомнат нивните имиња, да не ги забораваме. Ваквите надпревари се секогаш проткаени со носталгични чувства за некогашната дружба и се играат во духот на ферплејот. Победници во ваков случај се обете екипи кои излегоа на зелениот терен, за да ја продолжат традицијата и да го сочуваат споменот за некогашните нивни другари Маријан Наумов и Борче Димитров. Ето овде ја заокружуваме информативната емисија. Ви благодариме за вниманието. Бидете и во продолжение со Ирис телевизија и имајте убава вечер.